Најпрвен голем поздрав до вас, до представниците на медиумите, до битолчани. Денеска како дел од теренската активност, важно е, од тебе зависат промените. Сме овдека во Битола, заедно со подпредседателот Николовски, тука е градоначалникот Коњановски, пратеничките во парламентот, Ангелеска Лозановска, председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Пеце. Тука сме во Битола, заедно со битолчани, со луѓето од администрацијата на Општина Битола, со советниците. Сакаме да поразговараме за она што е важно за битолчани, а кое што понатаму би било дел од програмата на ВМРО ДПМН на следните парламентарни избори, кои што ќе се случат за неколку месеци од денес. Имајте предвид дека односот на владата на ДУИ и СДСМ кон општините каде што имаме градоначалникот редовите на ВМРО ДПМН е навистина, би рекол, се само не државнички. Намерно се обструират проекти, не се инвестира, се одземаат ингеренции, како што е и последниот случај со општина Битола, посебно во делот на образованието. И замислете каква дрскост, одземени се ингеренции во делот на образованието во рок од една година. Лошата вест за владата на ДУИ и СДСМ е што за неколку месеци од денеска ќе има влада предводена од ВМРО ДПМН и за жал нема да бидат тие таму кои што наметнуваат вакво насилничко однесување, одземаат ингеренции во рок од една година. Правдата ќе биде задоволена. И затоа сакаме да поразговараме директно со битолчани, да видиме што е тоа што е важно, бидејќи планираме преку проектот децентрализирање на средства од државниот буџет кон општините, отприлика 46 милиони евра за Битола, за општина Битола, некаде отприлика 11,5 милиони евра на годишно ниво. И на тој начин сите оние потреби кои што до сега ги имаме детектирано, но и оние кои што дополнително денеска, но и до почетокот на кампањата ќе ги детектираме, а се потреба на битолчани да ги реализираме. Сепак мислам дека сума од 46 милиони евра надвор од буџетот, тоа се пари кои што директно ќе бидат финансирани од централниот буџет, надвор од буџетот на општина Битола и јавните претпријатија ќе бидат инвестирани. Символично тука се наоѓаме денеска пред влезот на Битола од страната на Прилеп, проект кој што е вреден од прилика околу 2,5 милиони евра или околу 150 милиони денари. Ако на тоа се додаде и експроприацијата, би достигнала вредност од 180 милиони денари. Ова е проект кој што очекуваме да биде опфатен со реструктурирањето на буџетот на крајот од годината, сега во декември, и преку амандманска интервенција од страна на пратеничките на ВМРО ДПМН од овде од Битола, да бидат обезбедени тие средства кои што потоа ќе легнат на наменска сметка на општина Битола и ќе можеме таму некаде од пролет да почне да се реализира овој проект, бидејќи проектот е готов, ревидиран и подготвен да се тендерира. Но и доколку тоа не се случи, тогаш ова ќе биде прв проект кој што владата на ВМРО ДПМН ќе го финансира овде во Битола, заедно со спортскиот комплекс, спортскиот центар, вреден околу 10 милиони евра, влезот од страната на Ресен, повторно околу 2,5 милиони евра, нови 10 автобуси за јавното сообраќајно претпријатие, на електричен погон, еколошки автобуси. И така натаму, многу проекти, сега да не откриваме себе, сакале сепак да поразговараме со битолчани за тоа што е важно, а тоа што е важно за битолчани е важно и за ВМРО ДПМН. Уште еднашка сакам да се заблагодарам на можноста денеска да бидам овде во Битола, заедно со луѓето кои што веќе ги споменав, подпредседателот Николовски, градоначалникот Коњановски, пратеничките Лозановска, Ангелеска, Милевски, Пеце, председателот на Општинскиот комитет, советниците, луѓето од администрацијата, битолчани и да направиме увид, се разбира, во делот тековните проекти кои што во моментот Општина Битола ги реализира. Ви благодарам, се разбира, и на вас медиумите кои што секогаш нас следите.
Јас тука би застанал, доколку имате дополнителни прашања, ви стојам на располагање. Кажете ми, кога во Битола ќе дојдете со воз? И ако сакате со велосипед да се возите, Коњановски сака и вели и граѓаните, меѓутоа СДСМ и тоа мнозинство не дозволуваат тие пари од Европа да бидат пренаменети за велосипедски пати. Па видите, што се однесува до второто ваше прашање, тоа е навистина една парадоксална ситуација. Зошто? Затоа што имаме влада предводена од ДУИ и СДСМ, која што себе си, барем декларативно, се представува како европска влада, нели? Иако добива историски најслаби извештаи од Европската комисија, како што е овој последниот, би рекол поразителни, катастрофални. Тоа се во принцип извештаи за напредокот, само ние добиваме извештаи за уназадувањето. А што се однесува до овој проект, тоа се европски пари. И сега замислите, оваа европска влада го кочи проектот кој што е финансиран од европски пари. Затоа велиме парадоксална ситуација. Јас апелирам до советниците на СДСМ да ја напуштат она политиканство, да го напуштат она политиканство, бидејќи не му прават штета на Коњановски. Напротив, така, ево јас вака како претседател исто на политичка партија, можам да им дадам еден совет дека на тој начин го зголемуваат рейтингот на Коњановски и во очите на битолчани, бидејќи се бори за потребите на битолчани, и во очите на меѓународната заедница, ниту па го намалуваат рейтингот на Мицкоски, ВМРО, ДПМН и останатите. Само ако застанат позади тој проект, така можат да споделат придобивките од тој проект. Затоа ги советувам да не го кочат проектот, да излезат над ситуацијата. Јас знам дека тие имаат насока од Зечевиќ, од Ковачевски да го кочат овој проект, но еве ги советувам, немојте да ги слушате, бидејќи тие после неколку месеци од денеска ќе заминат. Нив ги интересираат само работи кои што се поврзани со полнење торби од тендери недалеку од овде. И тие планираат после, за неколку месеци после дебаклот на парламентарните избори, да заминат со полни торби. Со воз кога ќе се качите за Битола? А со воз, тоа е првото ваше прашање. Еве, веднаш после промената на раководството Македонски железници и враќањето на возниот ред кој што треба да ги обслужува битолчани, се надевам како иден премиер, заедно ќе поканам да патуваме од Скопје до Битола. Министерот Османи за емисијата 360 степени кажа дека за него и за поголем дел од раководството на ДУИ веќе стануваат прифатливи изборите да се одржат во еден ден. Вели дека треба да поминат низ политичките институции, од повеќе аспекти финансиски и така натаму. Како гледате на овој свет? Па видете, тоа се логични чекори. Логични чекори, ние за тоа зборуваме долго време, дека е потребно да имаме заеднички избори и дека треба на еден трошок, без да ги оптеретуваме дополнително граѓаните, бидејќи не е Македонија богата држава која што може да си дозволува континуирано вакви изборни циклуси, а од друга страна заеднички избори ја зголемуваат можноста изборите да бидат успешни. Да нема потоа повторување и да не влеземе во дополнителна уставна и законска криза. Сега, јас го охрабрувам раководството на СДСМ, Зечевиќ и Ковачевски да се надминат себе си и да застанат еднашка во интерес на народот и да се договориме за датум. Значи, континуирано апелирам на секаде во изјавите да бидат одговорни кон сопствениот народ, кон сопствената држава, не кон тендерите, не кон провизиите, туку кон сопствениот народ и кон сопствената држава. И затоа, еве, ние како ВМРО ДПМН, ќе повторам, стоиме на располагање, подготвени сме за договор, за разговор во било кој формат кој што тие ќе го договорат на било кој начин, било каде. Само да се договориме. Вашите информации за Чебрен го свртија вниманието на јавноста. По-конкретно, што можете да ни кажете за ова? Тоа е едното прашање. И второто, како го коментирате последниот смртен случај во Прилепската болница со бебето, ако знаеме дека и таму е и овде, за жал, во Битола, се почесто не се случуваат такви работи. Да. Изградбата на хидроцентралата Чебрен и хидроцентралата Орлов камен е процес кој што е децениски, би рекол, во Македонија. Целта на овој проект е да практично се збогати производниот енергетски потенцијал на Македонија. И до тука е све добро. И техничкото решение кое што треба практично преку ноќните вишоци да се враќа водата од Орлов камен назад во акумулацијата Чебрен, како концепт
е веќе децениски проблем. Но за жал, дали од незнаење, дали на аматерски начин, владата повторно го загрозува реализирањето на овој проект. Како? Имено, владата на Зоран Заев, на крајот од својот мандат, мислам дека е 24 или 27 декември 2019 година, носи одлука во која што дефинира во членот 5 став 3 со што ќе учествува ЕСМ, поранешно ЕЛЕМ, во новата компанија која што треба да ја формира со најуспешниот понудувач. И таму вели, во членот 5 став 3, дека ќе биде вложен ХЕЦ Тиквеш, односно хидроцентралата Тиквеш, 3 месеци од почетокот на изградбата на хидроцентралата Чебрен и Орлов Камен. Потоа вели трафостаница 400 киловолтна во Мариово. Потоа вели ќе се направи експроприација на земјиштата. Па ќе се изградат пристапни патишта и ќе се користат по повластена цена ноќните вишоци на електрична енергија за потребите на Орлов Камен да ја враќа водата назад во акумулацијата Чебрен. Тој е отприлика состојбата на крајот од декември 2019 година. Потоа следи нова одлука од страна сега пак на владата на Спасовски, техничката влада, на почетокот од февруари, мислам дека 4 февруари, но на почетокот на февруари 2020 година, во која што вели членот 5 ставот 3 се брише. И остануваат другите ставови, за да потоа, таму некаде на 17 февруари, мислам, се објави тендерската документација во која што повторно се појавува хидроцентралата Тиквеш да ја користи најуспешниот понудувач и има ексклузивно право, но сега малку модифицирана, вели откако ќе се изгради Чебрен 3 месеци потоа. За да слушнеме дека практично се повикуваат на членот 2, на членот 5 ставот 2 од претходната одлука, каде што велат дека пред објавувањето на тендерската документација, ЕСМ, поранешно ЕЛЕМ, ќе донесло одлука со што ќе учествувало во новата компанија. А потоа, кога ја објавуваат тендерска документација, никаде не се повикуваат на таа одлука, како што се повикуваат на владините одлуки. Сега, како тогаш најна се појавува таа одлука, која што ја нема никаде во документите? Затоа што јас ако сум понудувач, логично е да ги имам сите одлуки на увид, да ја видам одлуката на владата, Законот за јавно-приватно партнерство, концесии, одлуката на АДСМ, со која што се прецизира дека тие ќе учествуваат со тоа и така натаму. Ја заплеткале работата. Мојата цел беше, како идна влада, за неколку месеци од денеска, ВМРО ДПМН ќе формира влада. Не сакаме да биде погрешно сватено она кое што сакаме да биде правилно направено. Не сакаме да ги менаџираме тугите пропусти и грешки, со тоа што ќе го стопираме процесот и потоа таков стопиран процесот може да има негативни импликации и кон потенцијалниот инвеститор и кон владата. Затоа најдобро намерно укажуваме каде се направени пропусти, за да тие пропусти во овие неколку месеци бидат надминати. Иако покрај сето ова ја што го зборувам, постои уште една жалба која што е поднесена од страна на фирмата избрана за најдобар понудувач, која што ги оспорува членовите 5, 6, 8 и 10 од одлуката за доделување и избор на најповолен понудувач и велат дека одлуката е спротивна на тендерската документација. Со други зборови направиле кармакаша, вака народски кажа. Ја исплеткале работата која што ни они самите не знаат сега како да ја решат, но не е тоа проблемот. Проблемот е што ќе го плаќаат граѓаните и проблемот треба да го решава Македонија. Нивната, би рекол, глупост и незнање сега треба Македонија да го решава. Мојата изјава е само добронамерна. Но и тие и да не знаат, ќе ја решиме за неколку месеци од денеска, но во интерес на граѓаните и во интерес на Македонија. Што се однесува до вашето второ прашање за Прилеп, грозоморен настан, знаете дека здравството за жал под оваа влада го тресат многу скандали, како што беше оној скандал со клиниката за онкологија и омилената веледрогерија на власта, печалбата на смртта на граѓаните, и тоа се процеси кои што за жал не се случуваат овие години. Мора да има одговорност и мора да се знае точно името и презимето на тој кој што е одговорен. Не очекуваме тоа да го направи оваа влада,
но јас ви ветувам дека следната влада на ВМРО ДПМН јасно ќе ја детерминира одговорноста и ќе ја персонализира, не може таа да биде генерална. Затоа што денеска, за жал, оваа влада се обидува да ги генерализира работите. Мора јасно да се каже тој, со тоа име и презиме е виновен за сето тоа. Професоре, станува ли Македонија енергетски зависна држава? И второто подпрашање од оваа област на енергетиката, проектот Феникс на Соединетите Американски држави од пепел ги враќа нуклеарните централи, а Македонија веќе со учеството на првата конференција во Словачка како да пројавува интерес. Кој е вашиот став? Се предлагате во како ги викаат мали паметни нуклеарки? Македонија е енергетски зависна од многу одамна. Од многу одамна е Македонија енергетски зависна. Треба да сме реални кога даваме квалификации, бидејќи ние немаме ниту нафта, немаме ниту газ и сето тоа мораме да го везуваме, бидејќи тоа се сепак енергенси, нели? Ние имаме јаглен, имаме природни богатства како што се сонце, ветар и вода и врз основа на тоа некако го затвараме конзумот, односно потрошувачкото портфолио. Сега предпоставувам вие мислите на производните капацитети на електрична енергија. И тука ги споменувате малите портабл нуклеарни централи. Кај нас мислам дека многу попаметно и појасен пристапот би бил ако е регионален. Бидејќи сега како техничко лице, бидејќи ме прашавте, ќе ви дадам одговор ако дури една таква мала портабл нуклеарна централа, за која што треба најмалку една декада, можеби и две, за да функционира, излезе од системот, не е битно на каков начин, потребно е да имате заменска енергија. Прашањето е дали ние како пазар можеме тоа да го обезбедиме. Она кое што е важно за Македонија, важно за Битола, е правилно менаџирање на ресурсот со кој што располагаме и производството. Изгубија многу години овде во Битола за реализација на проектот со кој што требаше да се обезбеди централно затоплување на Битола. 6 години тапкаа во место и ништо не направи, иако беше све готово, обезбедени средства и така натаму. Го сопреа процесот на модернизација со кој што требаше да се намали емисијата на сулфурни честички, да се намали практично емисијата на друг тип штетни материи во воздухот и на тој начин атмосферата во Битола и во Битолско да биде и во останатите општини како Новац и Могила да биде попријатна, ајде така да кажам, поздрава. За жал изгубија 6 години, ништо не направи. И денеска Битола работи секој блок на отприлика 55 до 60% од својот капацитет, 140, 145, 150 мегавати, иако може технички тоа ви тврдам да биде користена, инсталирана моќност од 220, 225, 232 мегавати. Но за жал толку можат и толку знаат. Сега затоа веламе потребно правилно менаџирање со ресурсот со кој што располагаме. Не менаџираат правилно, потрошија стотици милиони евра, не произведуваат доволно и за тоа ќе има одговорност. Тоа е така затоа што омилени компании на поединци кои што управуваат со Елем и со тоест АДС, ама денеска и со РЕК Битола, денот повторно го претворија во ископ од 36 сата, а годината ја претворија 550 дена, кои ќе ги видите фактурите кои што ги даваат за ископ на јаглен, јеловина и така натаму. Со други зборови, се плячка, се краде како да е последно. И за тоа ќе има одговорност. Јас од овде од Битола им кажувам, нека не мисла дека ќе нема одговорност. Многу озбилно, јас лично ќе се зафатам со тоа. Аз се ценам себе си дека сум добар познавач за овие прилики. Јас лично ќе се зафатам да видиме математички да ми докажат како денот успева да трае 36 часа и како годината трае повеќе од 500 дена. Многу внимателно го кажувам. Јас лично ќе се зафатам и ќе барам на оваа теза да ми се даде одговор. Господине Мицковски, пратеник на ВМРО ДПМН е осуден поради искажан став од собраниска говорница. Што е позадината на ова? Да, станува збор за пратеникот Бране Петрушевски. Многу едноставна работата. Неговиот колега, кој што се чувствува дека бил навреден, е добар пријател со тој судија кој што ја изрекува оваа казна, предпоставувам.
и тој наредува, овој испорачува, без при тоа да се води сметка за уставот, за имунитетот, пресудите во Страсбур од Судот за човекови права и така натаму и така натаму. Како ВМРО ДПМН овој процес ќе го истераме до крај се додека овој нестручен судија не биде разрешен. Зошто ова го кажувам? Затоа што ако он носи ваква нестручна, антиуставна и анти-меѓународното право пресуда, тогаш можете да замислите уште колку нарачки може да добие по нечија наредба и колку нарачки тој може да досуди. Како ВМРО ДПМН ќе го тераме овој процес до крај се додека овој судија не биде разрешен. А носителот на изборната единица 1 е тука, така вие кажавте. Да. Носителот на На ВМРО ДПМН и коалицијата. На ВМРО ДПМН А на и другите коалиции и политички партии не знам кој ќе дојдат. На петтата изборна единица дали е тука носителот? Се уште не сме ги определиле носителите официјално, иако јас самиот за себе се представив како потенцијален носител во изборната единица 1. Набрзо од денеска јавноста ќе ги знае носителите во останатите изборни единици и исто така се подготвуваме за конвенцијата за избор на кандидат кој што позади председателски кандидат позади кој што ќе застане ВМРО ДПМН и коалицијата.